Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци. Во последните години семејната комуникација драстично се менува. Родителите и децата живеат заедно, но зборуваат се помалку. Телефоните, брзиот живот и постојаниот стрес создаваат тишина таму каде што некогаш имало разговори, а се почесто слушам и деца кои првите зборови ги изговараат на англиски јазик. Па како да ја вратиме блискоста? На кој начин да се надминат овие предизвици и родителите да изградат здрава и стабилна комуникација со своите деца, од најмала до тинејџерска возраст? Оваа тема денеска ќе ја обработиме со Маја Георгиева Павловски, семеен и системски советник. Останете на Телма, а јавете се и поставете прашања во програма. За важност од квалитетната и отворена комуникација меѓу родителите и детето, денеска зборуваме со Маја Георгиева Павловски, семеен и системски советник. Маја, добар ден, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, Марија. Ви благодарам на поканата. Сакам да ги поздравам сите гледачи кои што сега не гледат и ги поканувам да постават прашања. Многу ми е мило што денес ќе разговараме на тема која што е доста значајна за еден добар семеен однос. Тоа е нели комуникација помеѓу децата и родителите. Во последно време секојдневието ми го потврдува она што и теоретски е напишано, го докажуваме. Во моето советувалиште Mental Growth работам со деца, со тинеџери, со семејства и секојдневно се го повторувам истото, дека од семејства во кои што владе онаа убава комуникација, здрава комуникација да кажеме, излегуваат деца кои што се со поголема самодоверба, некако многу полесно го оправат својот круг на социјализација и воспоставуваат врски поквалитетни. За разлика од тоа, од семејства каде што имаме, да не кажам лоша, меѓутоа помалку добра комуникација, каде што имаме казни, инструкции наместо разговор, децата се со нарушена самодоверба, многу има потешко да воспостават комуникација со врсниците, а и понатаму воспоставување со партнерски релации. И затоа денес сум тука, среќна, дека верувам ќе допреме до сите родители. Ние посакуваме и разговараме онако како што умееме со нашите деца, но често знаеме да погрешиме. Ќе допреме до многу ненаверни грешки и од таа причина треба да се разјаснат некои работи. Воедно вие сте автор на прирачникот за родители Слушнима, со совети и препораки како мали алатки за разбирање на комуникацијата. Велите исто така дека детето е огледало на семејството, што еве секи го потврди воведот во денешната емисија. Но се почесто сме сведоци дека комуникацијата помеѓу родителите и децата е помалку квалитетна и нарушена. На што се должи тоа? Дали само технологијата, мобилните телефони можеме да ги обвиниме за тоа? Или проблемот е подлабок? Често пати ова прашање поставувано го следам, дека технологијата, телефоните носат кон нарушена комуникација, меѓутоа проблемот треба да го побараме во самите нас. Пред да дадам одговор на прашањето, би било добро да објасниме што е добра комуникација. Нели ние говориме здрава комуникација, квалитетна. Кога ќе спомнам квалитетна комуникација, не велам дека тоа е совршена комуникација. Тоа е комуникација меѓу родител и дете, каде што има доверба, каде што има јасни правила, граници, не може да има комуникација без почит на некои правила и каде што детето се чувствува безбедно. Често знам да кажам дека ние сме пример како треба децата да се однесуваат и кога говорам како треба да биде комуникацијата, тргам секогаш од родителите. Родителот е оној кој што прво треба активно да слуша, да дадеме пример што е добра комуникација. Квалитетна комуникација кога нема казни, квалитетна комуникација кога ќе погрешам како родител, но знам да се извинам. И она што на крај би го ставила, ова е долга тема, меѓутоа како само да ги наброиме деловите, да постојат граници. Границите кога се јасни, заедно со љубов, со емпатија и со начин добар на кажување, детето се чувствува безбедно. Е сега во правост. Во последно време се повеќе се нарушува оваа комуникација што споменувам. Не дека родителите не сакат. Секојдневно доаѓаат во советувалиштето, бараат совети, децата растат, меѓутоа комуникацијата некако е се потешка. И често знаат да кажат порано не беа вакви. Ние не бевме вакви деца, меѓутоа ова брзо темпо, знаеме како имаме обврски овие родители денес, помалку имаат поддршка, ресурси каде да се обратат за помош и кога ќе дојдат дома, кога нели си уморен, кога имаш кратко време и комуникацијата наместо да преовладува разговор,
доаѓаат инструкции. Тука веќе Како се да не нарушува. паднеме во таа замка, наместо да комуницираме, да даваме инструкции? А за да не паднеме во таа замка, често се случува да паднеме, треба да застанеме и да посветиме внимание на тоа дете што го споменав. Претходно прво активно да слушам. Кога велам инструкции, доаѓа родител, пример ќе кажам, и кај мене велат супер, разговараме, посветувам внимание на детето, меѓутоа кога ќе седнат, доаѓаме до анализа дека не разговарат. Има инструкции. Зошто го направи ова? Облечи го тоа, оди ваму, направи, и тука веќе се губи таа квалитетна комуникација и често знам да кажам родителя е малку пауза. Кога сме со децата, не значи дека треба да сме 24 часа, меѓутоа квалитетно време може да и 10 минути. Да оставиме ние прво нашите телефони, затоа што кога детето разговара со нас, невозможно е да се воспостави комуникација ако мама и тато гледаат во телефон. И истиот пример го даваме. И на ова да се надоврзам дали телефоните ја нарушија комуникацијата, ниту еден телефон, ниту уред не може да замени топлината од родителот, гласот на родителот. Да, технологијата оди напред. Ние сме тие како родители кои што треба да ги кажеме кои се позитивните работи од телефонот. Лошо е кога единствената комуникација на детето е само со уредот. Тука веќе родителите треба да знаат дека е сигнал каде некаде погрешиле во патот на воспитувањето. Споменавте дека е многу важно родителите активно да слушаат. Како се гради таа вештина? Тоа е едно најпредизвикувачко прашање и една многу моќна вештина во родителството, па не само во комуникација дете-родител, Воопшто. и со возрастни, јас Марија често велам, се прашуваме како си, зборуваме, ама ние само поставуваме прашања, не слушаме одговор, така? И сега ние како пример треба да бидеме на децата. Активно слушање, значи кога детето сака да ми соопшти нешто, јас прво сум на тоа ниво. Ако е помало дете, давам совет, наведни се, погледни го во очи, тој контакт е многу важен. Тинејџерите, прекрасна група се тие, кои што растат, си имаат своји предизвици, сакаат да бидат слушнати. И сега доаѓаат кај мене, примери давам, чисто да допреме повеќе до гледачите, да биде појасно. Доаѓаат и велат, јас кажувам тинеџерка, кажуваат дека има проблем, се соочува со некој предизвик, и тука таткото кажува, добро, сега не драматизирај, и јас бев тинеџер, го поминав ова, тука веќе имаме повреда на емоции. Немаме доверба дека детето се чувствува непријатно. И затоа активно слушање значи да оставиме детето да зборува. Така и при рачникот слушниме. Децата сакаат да се слушнати. Кога ќе слушнеме, тогаш веќе се создава една добра основа на доверба и комуникација убава. Ајде да се вратиме на помалите деца. Понекога се случува првите зборови да ги изговорат на англиски јазик, под влијание на содржините што ги следат на телефоните, на таблетите, на технолошките уреди. Дали тоа значи дека недоволно комуницирале на мајчиниот јазик со своите родители или не е баш така? Не е баш така. Повторно јас кажам дека проблемот е во самите нас, родителите, возрастните. Често знаат тука да има обвинувања, зборува англиски, го оставиле да гледа YouTube, меѓутоа сите знаеме дека кога детето гледа, детскиот мозок е брз и многу брзо ги учи јазиците. И многу убаво се чувствува дете кога игра некоја игра, ги гледам, ги следам, таму има контрола на тоа што се случува, се чувствува дека е важно. Меѓутоа тоа не е причина дека не разговара со родителите. Јазикот точно се гради дома, со секојдневие, со родителите, разговор. Треба само да има ограничување. Секогаш да има граница колку треба детето да поминува со тој телефон, а повторно прегратката од мајката не може ниту еден екран да го замени. Но што да преземат родителите и како да подобрат комуникацијата ако сватат дека детето подобро комуницира со својот уред или пак со пријателите кои што се онлайн приклучени на некоја мрежа отколку со нив? Има тука убави алатки кои што ги споделувам. Децата сакаат да поминуваат време исполнето со забава. И повторно се навраќам на она, ние живееме во брзо темпо, кога доаѓаме дома и сакаме и ние да одмориме. Меѓутоа, треба да се посветиме на тие деца. Кога детето ќе го земе телефонот и кога гледаме дека е цело време на телефон, забраните, казните овде само имаат контраефект. Начинот на комуникација ќе го земам телефонот, ќе го исклучам, само носи краткорочен ефект, а долгорочно го нарушува односот. Па затоа тука како алатки ги препорачувам во текот на денот 10 минути прошетка. Ако е помало дете, си кажуваме, ова е време за нас, ајде сега ќе играме омилена игра.
Ако е поголем тинеџер и тој сака да биде слушнат, излегуваме на шопинг заедно, тие тоа го сакаат. Верувате, ги давам овие совети и за многу кратко има ефект. Децата брзо се врзуваат до нешто што им е убаво. И полека се тргнуваат. Но знаат и на шопинг да отидат со телефонот во рака. Знаат, меѓутоа пак родителот е тука, кој што нели претходно, ако сме направиле ние договор, одиме, договор, граница и емпатија. Тука им тоа баш треба една вештина да се научи. Кажуваме граница, одиме на шопинг, ќе се дружиме, ама телефоните и мама ќе го остави и ти ќе го оставиш. Сакаат децата да другаруваат. Како да се постават еве овие граници, би да се биде премногу строг, ниту пак да не се биде премногу попустлив. Јас вака зборувам нели дека едноставно е прилично, да. Навистина е тешко затоа што најчесто ќе дојдат родители, кажуваат таткото е попуслив, јас сум строга и кај нас во семејството е хаос. Па тука знам да кажам, кога има строгост, значи без емпатија, тогаш кај детето се ова страф. А кога има па попусливост без граници, тогаш е хаос. Сега како тој баланс? Границите се поставуваат онака јасно и кратко. Да не биде тоа објаснување. Знаеме ние како родители често, секој ден истото, да го зборуваме, дури да сме им здодевни на децата. Границата се поставува јасно и мора да сме доследни. Ако ние сме се договориле дека времето за легнување 10 часот, значи ние мора тоа да го почитуваме. Има некој забавен момент, меѓутоа ние повторно со убав тон кажуваме: те разбирам дека ти е убаво, нашиот договор е дека треба во 10. Затоа што претходно давам и листи да си прават креативни, кои се последици доколку не се испочитува. Со тоа што не ги исполнуваме казните. Ако не спиеме, сме уморни, тоа влијае на нашето расположение. Сите позитивни работи ги кажуваме, затоа што децата само на тој начин стануваат онака баш како што треба. Споменавте дека во семејството понекогаш партнерите имаат различен воспитен стил. Едниот родител ќе ги постави границите, другиот ќе ги сруши. Сега како да се дојде до мир во семејството во такви ситуации? Како родителите тука да се усогласат за да има резултат? Во комуникацијата и меѓу партнерите, но и партнерите со децата при тоа. Така, и тука ги сваќам дека некој е попуслив, некој животните ситуации донеле некогаш некој дете повеќе да е, да кажеме, размазено. Ние не можеме да кажеме дали е размазено ако не знаеме ништо поминале. Меѓутоа, многу се свесни сега родителите, па доаѓаат на советување и бараат помош баш од таа причина. Различни родителски воспитни стилови. И се договараме, пишуваме правила и тоа е тешко. Меѓутоа, мора родителите да седнат за доброто на детето, да имаат исти работи кои што ги бараат. Колку и да сака едниот да допушти, кога ќе сватат дека тоа е само за доброто на детето, тогаш нема никаков проблем. Советувате, значи советувалишта за родители во таков случај? И доаѓаат често, да. Родители, паровите си доаѓаат прво, многу често доаѓаат за партнерска релација. Нели некогаш и таа комуникација се пренесува кај децата. И се почесто кога имаат, например, различни ставови во воспитување и гледаат дека се јавуваат некои предизвици, да не кажам проблеми кај дете, си доаѓаат и давам совети, ефектите веднаш се забележуваат. Ќе ги вклучим и гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, можете да поставите прашање на темата на која што говориме. Како да се разговара со дете кое што на возраст од 2 до 4 години и воопшто со деца кои што немаат фокус, кои што не можат да седат подолго од 5 минути и да слушаат концентрирано? Да, таа возраст, па и не мора да бараме да седат. И тука напоменувам и на родителите и на наставниците, таа возраст на дете не е ни во ред да седи толку долго. Тоа дете е љубопитно, сака да истражува. Во тој период најчесто ми се жала дека не ги слушаат. Не ми е послушно детето. Непослушни се. Нели? Па јас кажувам, нема непослушно дете. Или го прави тоа за инат. Не го прави. Му се јавува некоја емоција која што не знае да опише и најчесто се случува која е преплавено со избор. Например, станува, ми се жалат клиенти, за во градинка не можеме еден час да се спремиме. Зошто? Затоа што не сака да го облече тоа. И тука мајката добронамерно вели, што сакаш да облечеш? Дете од 2 до 4 години со толку избор не може да направи. Не може само тоа е, малку треба за да се промени, па даваме, ајде да му дадеме помеѓу две. Ова да го облечеш, жолтото или црвеното. Тогаш веќе се случува навистина чудо, за 5 минути се подготвен. Значи, кратки и јасни, да. Кратки и јасни треба да даваме насоки на децата.
ова е еден добар рецепт. Да. Кој што може да го пробат родителите кои што постојано доцат на работа, бидејќи ете не може да се направи избор. А што до кога еве надвор врне, а детето инсистира да се облече во летна гардероба? Има и такви ситуации. Има такви, ама тоа се темели на претходна каква е комуникација. Од денес за утре не може да се промени. Пак зборам, доколку има квалитетна комуникација со објаснување, знае дека мама и тато убаво ќе објаснат, надвор е ладно. Ако претходно имаме добра основа, со граници, убаво поставени, без казни, нема да има таков проблем. Често говорам дека секој однесување навистина во позадина има нешто проблем во комуникација. Затоа и треба да ги слушаме децата. Така. А можеме ли да комуницираме со децата без зборови? Да кажеме нешто само со поглед. Така нашите родители комуницираа со нас. Не така многу одамна. Меѓутоа и тоа е страф. Од родител и тоа го имам слушано, со поглед ќе ме погледне татко ми. Веќе се ми е јасно. Да, ама тоа е веќе страф. Квалитетна комуникација, каде што аз се чувствувам убаво, има доверба, го слушам. Да, има такви некои алатки кои што си ги кажуваме кога се на гости, за да мајката не повторува, ајде да си одиме, нели сакаат да си играат децата, да си имаат свој сигнал. Дали ќе си намигнат со окото, тоа е функционално. Ама дека кога ќе го погледнеме, треба веднаш да стане, па тука би се запрашале дали е добра комуникацијата. Кои се добри алатки за комуникација кога постои излив на бес, односно тантруми кај децата? Но ова прашање ќе го поставиме веднаш по прашањето од гледачот, ќе му дадеме предност. Секако. Да не чека. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден од дедо доктор од Струга. Добар ден. Како сте, докторе? Добар? Фала Богу. Така. Фала Богу. За годините фала на Бога. Дај Боже сите да остарат. Така е. Знаете, ве следам секој ден. Емисиите ви се прекрасни, меѓутоа денеска пак уште еднаш во срце ме погодивте и голем поздрав, најголем поздрав до вашата гостинка, што води такво советувалиште. Жалосно е што нашиот народ доктори бара само кога ќе е болен и кога ќе има проблем. Јас цел работен век и еве, фала на Бога, ја терам 86-та година, препорачувам. Кај доктор треба почесто да се оди како здрав, а дури кој ќе треба да се оди како болен. Ако почесто се оди како здрав, тогаш поретко ќе се оди како кај болен. А посетите во детските советувалишта, во советувалиштата за бремени мајки, во советувалиштата за исхрана на деца, особено до пред известно време, скоро имавте тема доењето. Значи, тоа е вистинското место кај што треба да се оди, што е можно почесто, и моите почитувани млади колеги да имаат повеќе работа со здрави луѓе, затоа што така, превенцијата е клучна. Меѓутоа може да се крие нешто што докторот како стручњак ќе го разоткрие. А разоткривањето прерано или порано значи најголем успех за постигнување добро здравје на човекот. Многу ве поздравувам и благодарам. И јас ве поздравувам да многу. Продолжите со вака позитивна енергија. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден. Ќе го вклучим и следниот гледач во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, поздрав и до гостинката. Ви благодарам. Едно, мислам тоа кажување, јас сум во години, сегашниве мајки, мислам не да критикувам, тоа се неодговорни. Значи, не мисли за детето, јас сум гледала, иде мајка напред телефонот, а детето 5 метра 10 само иде. Значи не знае
дали детето иде по неза или не, или во автобус, детето го пушта, само после незе, она прво се качува. И значи тоа најмногу ме иритира вака кога ќе видам такви родители. Ќе кажам дека не да критикувам, лични примери имам. До наставниците. Прво се они, мислам, нема ни култура, ни да кажат дека добро, прво она не. Така, но не може да се генерализира, има прекрасни наставници кои што имаат прекрасен однос и со родителите и со децата. Да, има и вакви родители кои што се преокупирани со телефонот, но изгледа дека сме сите во денешно време со телефонот во рак. И од страна понекогаш изгледа и како да сме помалку одговорни. Јас сакам да ги поздравам гледачите. Прво, навистина, благодарам што се јавија. Првиот гледач што се јави докторот, се согласувам со тоа што го кажа. Навистина е така дека не се оди само дали е психолог, дали е советник или терапевт, кога имаме проблем. Точно на советување се оди кога сакаме да зацврстиме врската, да видиме дали добро комуницираме. Меѓутоа се радувам што тоа се разви свеста кај народот. Така се покрена свестноста. Се радувам што доаѓаат се почесто, например, немаат кој проблем да го споделат, чисто да видиме дали сме на добар пат. Затоа што брзото време, пак кажувам, дека си носи своји предизвици, подобри или помалку. Подобри, меѓутоа за втората гледачка исто поздрав, има секакви примери. Меѓутоа, нели, ние говориме тука да ја подобриме комуникацијата и односот. И се согласувам со тоа дека сме ние пример за децата. Ако јас цел ден сум со телефонот во рака, тогаш не можам да очекувам дека кога ќе се обратам на моето дете, ќе ме слуша активно. Точно е дека ние сме тие кои што ги водиме. Така, децата пресликуваат модели на однесување. Ние треба да сме нивно сидро, а не ние да ги критикуваме, а ние да се однесуваме спротивно тоа што го зборуваме. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Вака сега, начин за успешна комуникација со децата. Прво ќе ви кажам, дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Така. Родителите многу добро комуницираат со децата. Меѓутоа, родителите многу добро комуницираат со децата. За моите, кажувам, мислам за черка ми и сетни. Меѓутоа, кај нас е друг проблемот, ако сака да ми објасни лекарката. Детето не комуницира со деца. Аха. А на која возраст? Тоа имаме многу голем проблем. Многу е затворена, тивка, осетлива, емотивна. Колку години има? 14. 14 години, но интровертна, така. На многу места. 14. Ме интересира само дали од носена е на повише места и кој ќе ги кажеш зашто не комуницира со договорчината, се дружи, али не разговара многу. Вика, има време. А ако сака лекарката да ми објасни за ова нешто. Гостинка е семејни системски советник. Од ваш аспект, што би можеле да советувате во една ваква ситуација? Бидејќи и чувствителен период и пубертета. Сакав и да прашам дали од секогаш било ово однесување, затоа што знаат и однесувањето кај децата помали, па како растат во овој период на пубертета, адолесценција, да се промени. Меѓутоа, ајде од ова што го слушнавме, доколку дома комуницира, и девојчето е баш онака опуштено дома, а со врсниците има некој проблем, треба на тоа да се поразговара. Како родители, да видиме, сигурно се работи за некоја потисната емоција. На таа возраст, да, децата, тинеџерите сакаат да се повлекуваат, меѓутоа, ако во друштвото не комуницира, ете таа го запамтив тоа што каже, има време. Треба тука да се отвори комуникација за што има време. Убаво е да се седне, родителот да праша зошто не комуницираш, да ти помогнеме, дали можеме повторно, да не биде со критики, да најдеме кој е проблемот. Секако дека постои нешто, па и да побараат стручна помош. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Јас се извинувам. Во програма сте, ве слушаме одлично. Повелете. Поздрав прво. Имам внука од 9 години. Така. Солидна е, у смисол школа, така. Меѓутоа со телефонот не можеме да најдеме решение. Буквално.
Ако го земеме на добар начин, за 5 минути као треба да се земе. Ако малце построго реагираме, дали родителите, дали јас сум баба, меѓутоа ја чувам, веднаш се лути, агресивна станува на моменти, едноставно не можеме да се справиме буквално. Кажете ми, ве молам, било како да се однесуваме, само да ја подобриме ситуацијата. Многу ви благодарам. Ви благодарам за ово убаво прашање. Ова е, ми се чини, секојдневие. Секојдневие и проблем е на вистина. Се јавува дури агресија кај децата. Се јавува агресија и доаѓаат Како зависничка криза, кога ќе се одземе телефонот. Да, јас сум магистар баш за болести на зависност и кажувам дека освен тие болести на зависност што ги знаеме, телефони ве дојдоа до тој степен кога ќе се одземат од дете, реагираат баш како зависници. Доаѓаат многу често деца кои што имам случај, кои што 15 часа поминуваше на телефон. И на вистина родителите пробаа на секој начин и се одлучија да дојдат. Стигнавме до 2 часа. И тоа морам да кажам дека е постепено. Ако детето седи наеднаш, ако го земеме ние телефонот, тогаш се јавува без. Повторно тука еве можеби пробале, не знам, меѓутоа ќе кажам како совет, бабата или родителите во делот кога сакаат да го земат да смислат некоја игра. Да смислат разговор. Тоа е 9-годишно дете кое што веќе влегува во тој пубертет, да кажам, порано влегуваат, сака не бара комуникација. Не е само да му го земеме телефонот и да кажеме премногу седиш. Да дадеме ние нешто, ајде да прошетаме заедно. Постепено, чекор по чекор, ќе стигнеме до целта. Така беше и со детето кај мене. Значи не може да се очекува решение преку ноќ. Тоа е процес кој што треба да трае. Тоа е процес затоа што убаво има на децата и нели кој би се тргнал од нешто што е убаво. Меѓутоа, кога мама, тато, баба, излачуваат хормони на среќа. И нели мораме да ги разбереме. Кога мама, тато, баба кои да го чува детето е смирен во тој момент, таа смиреност ја пренесувам. А најчесто во тие ситуации, мислам, очекувано е да не бидеме смирени, се создава напнатост и кај детето се она што го велат за инает го зема. Не е за инает, тоа е повик дека нешто ми недостига. Дали е комуникација, дали е доверба, немаме доверба. Најчесто деца велат, нема доверба во мене, секој ден само ме прашуваат напиша ли домашно. Ние да ги слушнеме децата, тоа се решава со телефоните, само треба упорност. Секој дневно по една кратка, убава, забавна игра со детето ќе видат дека ќе донесе до ефект. Ајде да слушнеме уште едно прашање. Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Добар ден, повелете. На телефон Миле Керес од Делчево. Така? Јас работев со дечиња, продавав пуканки тоа и сите дечиња беа покрај мене. Тука ги поздравам моите делчевчани, те ме знаат. Што сакам да кажам? Кога работев со дечињата, секој ќе им спаднат на нивното ниво. И кога тие ќе видат дека ја бев интересен со нив, те веќе ме засакуваат. Кога другите ќе сакаат да доминираат на децата, бидејќи тие дечињата тие не знаат за политики или љубоморие или завид или тоа она, туку знаат да и не, и толку. Што сакам да кажам друго, поентата е дека треба да им се спадне на нивното ниво, за да се отпочне од некој ниво, за да се комуницира со работите. Така. Што сакам да прашам сега. Докторката малку да објасни за таа вештачката интелигенција. Ете, јас сега таму на моите 56 години користам вештачка интелигенција. Се што ќе ме интересира, ќе прашам вештачка интелигенција и така. Убаво ќе ми објасни како докторката. Не, докторката поискусна, она има и позитивна. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Јас искрено не ги слушнав добро сите поенти на разговорот, кога што сватив ви се слушаше добро во мислам дека го свативте. Убаво објасни, да, дека како ќе се стимнеме на кој ниво со децата, така ќе комуницира. За вештачката интелигенција конкретно. А сега последно беше за вештачката интелигенција. Може да одговориме во однос на комуникацијата, затоа што нели сега е вештачката интелигенција актуелна. Има и позитивни работи, негативни, како и се друго. Меѓутоа, повторно кажувам дека вештачката интелигенција и разговорот таму кај што го бараат децата не може да замени оваа комуникација наша, очи во очи, емпатија, чувства, да се почувствува. Некои родители велат дека слушаат како нивното дете разговара со некој, кој всушност сваќа дека разговара со вештачка интелигенција. И тука веќе тоа е тоа кога родителите некој мислат дека тоа е одлично. Детето се разбира од технологијата, од апаратите, бара одговор на прашања, не.
одговорот само ќе го добијат кај родителите. И секогаш јас и онлайн работам, практикувам физичко присуство. Таа топлина, таа која ќе дојдеш енергија што ќе почувствуваш со тој што ќе соработуваш, не може да замени вештачката интелигенција. Продолжуваме ние понатаму. Тоа прашање што го начнав пред малку, како родителите да комуницираат, кои техники на комуникација се препорачуваат во случај кога детето има изливи на бес, односно тантруми. Се фрла на земја, вреска. Непријатно, чувство на срам буди кај родителите. Верувам дека е така, меѓутоа тука има неколку начини како да реагираме за да тоа не дојде уште полошо. Тантрум кога се појавува значи дека некоја емоција преовладува на која што детето нема одговор да даде. Во момент на тантрум која се случува, кратко трајни се, па и да е подолго трајно, родителот прво секогаш советувам да остане смирен. Го споменав и преска, нашата смиреност не е со цел да го научам на лекција. Ја пренесувам на детето дека во ред е тоа што го чувствува. Понатаму, како што се намалува јачината, интензитетот, разговараме, но не зошто го направи ова, ме срамиш пред другите. Откако ќе се смири детето, разговорот следува или додека вреска на земја? Првите неколку минутки или секунди, колку и да трае, ние сме само присутни. Доволно е да сме тука присутни. Значи да не се заминат, бидејќи некои родители ги оставаат децата и заминуваат. Да, баш сте во право, ќе го оставам да се научи на лекција. Не се учи на лекција. Во тој момент кај детето има толкава бура, толкави емоции што тоа не знае што се случува. На почетокот, кога онака најкулминација, само сме присутни, дури некои деца не сакат ни да ги допреме, ни да ги прегрнем. Прво е присуството и смирен родител. Кога си одиме, ние значи сме бесни. Даваме порака дека бесот и бегањето е решение. Ние сме смирени, потоа кога се подсмирува, разговараме во насока добронамерно. Видов дека ти се чувствуваш непријатно. Како може мама да ти помогне? Во таа ситуација што очекуваш од мене? И лекција за тантрумот, кажувам, откако ќе заврши. Кога ќе стигнеме дома, разговараме што тоа буди кај него и како во следна ситуација да правим. А додека е тантрумот, не можеме ништо да промениме. А како родителот да остане смирен во таква ситуација или пак слична, кога детето пројавува агресија, кога самиот родител е луд, нервозен, под стрес, облеан со емоции? Па доволно е да знае дека детето тоа не го прави намерно, не го прави за инат, дека и со него се случува емоција која што не може да одговори во моментот. Тантрумите се делнили од растот кај децата. Доволно е да знае дека ништо лошо нема да се случи и дека јас сум присутна тука за детето. Ако знам дека мојата смиреност добро делува кај моето дете, ќе се смирам веднаш. И веќе следниот пат, кога ова се применува трите работи, се намалуваат. Разговорот е тој кој што ќе даде позитивно и кај тантрумите. А како да се разговара со дете, како да се комуницира, кога тоа не сака да биде вклучено во комуникација со родителот или па постојано одговара со не или пак не ме интересира. Ова особено важи за оние поголеми деца кои што веќе се на тинеџерите во пубертет. И тоа не ме интересира, баш е познато, мислам убаво што го споделивте. Не ме интересира не значи дека не ги сака родителите, дека не сака да разговара, се соочува со нешто. Еве за тинеџерите се соочуваат со многу предизвици, бура од емоции за нив непознати и во тој момент кога тинеџерот не ме интересира, треба да му дадеме простор. И ние, Марија, кога сме некогаш дел од нас, кога сме нервозни, сакаме да сме сами. Па во тој момент, наместо да го напаѓаме тинеџерот, ќе му кажеме во ред, те сваќам, тука сум за тебе. Тој збор, таа реченица тука сум за тебе прави голема промена. Даваме избор. Ако почнеме да прашуваме, тоа е само под притисок разговор. Значи тинеџерите ги оставаме во својот свет да си го пронедат својот идентитет. Им треба простор и време. Така. Но како да се комуницира кога тие веќе живеат во свој свет, па имаат свој телефон, па свое друштво, па свои предизвици? Тука е убаво кога ќе се сподели. Кога смета дека родителот не знае ништо, дека греши. Секогаш родителот виновен, така? Во се. Така. Тука е убаво да се споделат и своји емоции. Најчесто емотивно допираме до тинеџерите, многу се емотивни, колку и да изгледаат дека се силни, дека се во својот свет, им фали емоција и ние како родител би требало да се доближиме и да кажеме јас се чувствувам непријатно кога нешто ми се случувало во пубертетот, потполно те сваќам,
Кога би го споделила тоа со мене да разговараме, би било многу полесно. Кога ќе кажеме дека и мама некогаш се чувствува дека не сака со никого да разговара, тогаш тоа е нормализирање. И кога ќе грешиме, ние возрастните, да кажеме извини. Затоа што децата не бараат совршени родители. Бараат свесни и присутни. Не може да сме совршени. А доколку детето влегува во конфликтни ситуации? Со родителот? Да. Исто тука. Тоа значи, тоа е сигнал слушни ме. Од таму произлегува и книгата. Тоа е баш од пример што дојде кај мене, така е дојдено името на книгата. Конфликт, затварање во соба, неможност за разговор и веќе кога дојдоа кај мене, баш оваа ситуација што споделувате, девојчето било на повеќе места, секаде си одало. Не сакало ни на стручно, никој стручно лице Со да никого отиде. не сака да од комуницира. сесија си оди. Јас давам простор и сега и секогаш на тинеџерите, ако не ви се допаѓа, за 2 минути станете си. Ако ви се допаѓа енергијата, остануваме. Тоа девојче што конфликт имаше со цело семејство, се затвараше дома, каде не посетија родителите безпомошни, кога дојде, седна прво, лута и на мене, нели, на сите, и само едно прашање промени. Ја прашав, кој тебе не те слуша, како се чувствуваш? Верувајте дека почнаа солзи кои што нема крај. Толку имаше таа во себе собрано, само комуникацијата, да, и она рече, мене никој не ме слуша. Значи, кога влегува во конфликт тинеџер, не одиме контра и ние, зошто вака се однесуваш, па ти секогаш ова го прави, па не има и реченици за ништо не те бидува. Мислам, тоа е нарушување на самодоверба. Тука дадов насоки, седнува, разговара, шета, има семени ручеци без телефони и сега комуницираат прекрасно. Кој момент според вас е клучен кога родителите со своето дете треба да побараат помош, да речеме од семејни системски советник, за цело семејство да седне да разговара за проблемот што ги мачи? Да, има и ситуации кога треба да се побара помош. Овие се алатки кои што може дома да се направат, но ако подолго време детето е затворено во соба и не разговара со родителите, тоа си трае. Гледа дека воопшто не комуницира или цело време на телефони покрај сите можни и применети алатки, тогаш време е да се посети стручно лице и ефектите се навистина прекрасни. Јас ви благодарам многу за вашето Завршиме денешно веќе. гостување, да, во магазинот за родителство, лет на времето. Така, прекрасно. Ќе дојдете повторно. Ќе разговараме за некоја друга, секако важна тема, која ще е поврзана со релацијата помеѓу децата и родителите. Ви благодарам многу и на крај една реченица да повторам. Децата не бараат совршени родители, бараат присутни родители. Така, присутни родители, тоа е најважно. Благодарам Ви благодарам многу. уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму по помод Светскиот ден на предвремено родените бебиња. Минатата недела се одржа конференција со наслов Големите приказни на малите херои на Бекутан. Еве годинава на што беше ставен акцентот. На втората конференција Големите приказни на малите херои, организирана под покровителство на Бекутан, преку искрени сведоштва на родители и разговори со експерти во медицината, беше пратена пораката дека грижата за предвремено родените бебиња не е само медицински процес, туку животна мисија исполнета со храброст, надеж и љубов. Првиот панел од конференцијата ги потенцираше актуелните медицински сознанија во неонатологијата и важноста на мултидисциплинарниот пристап при грижата за прематурните бебиња. На втората панел дискусија, каде беа вклучени родители на прематурчиња, охрабрувачка порака прати и доктор Игор Исјановски, кој бил предвремено родено бебе, а денес е доцент на Медицинскиот факултет во Скопје. Мојата приказна, ви кажеме, доста интересна во тој аспект. Од овој поглед сега интересна. Тогаш била малце така, по, да кажеме, страшна слика. Јас сум роден 28-29 недела, 900 грама. Дете уште пред 42 години. Значи, а сега сум лекар специјалист офталмолог кој што работи со тие предвремени родени дечиња. Значи, го пазиме видот, го чуваме видот и го лекуваме видот. Тоа е многу тежок, тоа е тежок прематуритет, зашто прематуритетот се дели во неколку стадиуми. Значи, јас сум бил во еден од најтешките стадиуми. 28-29 недела е многу рано родена, предвремено родена дете.
Па според тоа што ми кажувала мојата мајка, нормално јас не се сеќавам, бил чуван во волна, немало тогаш инкубатори се уште, а после тоа биле носени инкубатори за мене и за други дечиња како мене, кои што тогаш првпат изгледа Република Македонија имало такви превреме родени дечиња и се учеле на нас, да кажеме, во наводници се учеле, голема благодарност до докторите што успеале тогаш со таа техника да донесат вакво дете како мене да го исправат како што треба. Они стравувале многу дали уопште ќе преживеам, не размислувале на другите последици кои ги носи прематуритетот. Туку пред се они сакале да преживеам, па секој ден било борба за секој нов ден. Мајка ми на секој измолзување плачела, значи кога ми го носела млекото, кој ќе ме видела толку мал, значи колку една шака рака сум бил голем и дека тогаш уште како што кажав било многу непознат тој прематуритет, лечењето на прематуритетот, ги немало овие се современи методи и баш за сега немало овој офталмолошки преглед, значи, за да биде дали ќе биде се во ред со мене, дали ќе пораснам во ваква личност како што сум сега. Со развојот на современата медицина, развојот на неонатолошките оделенија, стапката на преживување кај преврено родените деца сега е многу голема, а тогаш за жал била многу мал. Многу се големи ризиците за развој на таа прематурна ретинопатија, значи кај недоносените дечиња, но за среќа ако се откријат на време од наша страна офталмолозите и се третираат на време, дечињата немаат никаков проблем понатак. Но самиот прематуритет може да донеси други компликации во подоцнешните години, како во претшколска возраст, појава на краткогледост, страбизам, глауком и така натаму. Статистиката покажува од 8 до 10% имаат проблеми со видот, но тоа не се проблеми да ви кажеме, зашто тие истите проблеми од наводници се јавуваат и на време родените дечиња, значи. Само прематуритетот зголемува шансата за појава на тие болести врзани со офталмологијата. Прегледите се прават уште на интензивна нега, додека дечињата лежат таму, се прегледува очното дно, се проверува развојот на самото око и ако треба кога се појави таа прематурна ретинопатија, ние ја третираме. Многу има ризик фактори за појава на прематурната ретинопатија. Не е само зголеменото количество на кислород, туку и самото време траење на давење на кислород, малата гестацијска недела, малата родилна тежина, поната инвитро оплодувањето, близначката бременност, многу ризик фактори постојат за појава на прематурната ретинопатија. Ова е многу интересно исто така приказна, јас додека го учев медицински факултет го изучував, кога учев педијатрија викав дека никогаш нема да работам со деца, дека ова е многу тешко и сега искочи да работам со дечиња, значи и дека сум предвремено роден дете да работам со предвремено родени деца. 17 ноември за мене секоја година е празник. Јас навистина емотивно го доживувам овој дел, затоа што како еден лекар, педијатар и неонатолог кој што подолги години работи на одделот за неонатологија и специјализирана неонатална нега, сум вклучена во третманот и во сите овие предизвици со предвремено родените новороденчиња. Така што ова е еден празник и за нашите предвремени херои, за нашите мали големи борци, за нивните семејства, но и за целокупниот медицински персонал со кој што сите ние сме допринеле за тие деца да растат и да се развиваат во едни среќни деца, кои што ќе имаат едно среќно и безгрижно детство. И тоа е нешто што е нашата инспирација, што е нашата мотивација како неонатолози. Тоа мене ми дава волја за понатаму, за да бидеме уште поуспешни и да ги прославуваме тие успешни приказни на неонатологија. Неонаталната медицина е многу напредната. Сите ние ги следиме трендовите светски, сите ние сме вклучени во европските мрежи на неонаталните здруженија, одиме на разни конференции и се следиме се она што е тренд во Европа, во високо развиените земји, да го донесеме и во нашата држава. Така што ние имаме навистина едни успешни приказни. Јас помислив едно време да ги именувам, меѓутоа не можам и да се сетам колку деца се поминати на неонатологија, колку се здрави, среќни и успешни, кои што по ништо не се разликуваат од оние кои што се термински новороденчиња. Секако ова е еден поттик за родителите да не губат надеж, односно да веруваат во овие мали големи борци. Имаме можност уште нешто кое што треба да го подобриме и кое што мора заедно да се бориме сите, да се воведат нови терапии, да се воведат профилакси кои што ги немаме, донорско млеко и така натаму. Значи имаме уште некои работи кои што би требало ние да се бориме и да ги донесеме во нашата држава, меѓутоа генерално неонаталната медицина и преживувањето и квалитетот на животот на овие предвремено новороденчиња е значајно подобрен и ние навистина имаме голем успех тука.